Денес е Велики петок, ден на жалост во христијанството. Но овој ден во првиот век од нашата ера Исус бил уапсен, измачуван и осуден од страна на Понтиј Пилат на смрт со распнување на крст. Кога испушти својата душа, се настана голем земјотрес на земјата, сонцето се помрачи, црковната завеса се расцепи во храмот од плафонот па до подот, а лоњистотникот кој го чуваше крстот рече навистина овој човек бил син Божи, бидејќи и земјата и небото плакаат за него. За православните верници овој ден предвидува строг пост и има посебно значење. На овој ден е Исус распнат. Најтежок ден со строг пост, со добра мисла. Тоа што друго да ви кажам. Најтежок ден у христијанството. Кој може да пости ги сите постите, а кој не може, нека пости ваа недела, 2 дена, 3 дена. Во сите цркви на централно место се поставени маси покриени со плаштеници на кои е представен Исус во гробот под кој верниците поминуваат. Поминувањето под плаштеницата всушност го символизира нашето соединување со Бога и неговите маки, но и преминот од мрак кон светлина, односно од смрт кон воскресение. Со денешниот ден почнува тридневната жалост по распнатиот Исус, но и подготовките за неговото воскреснување. На Велики петок во текот на денот се оди во црква и се носи едно јајце и здравец кои се оставаат на масата пред распетието. Така било од секогаш, така се прави и денес.